колешката Елизабета Спарценовска треба да ја имаме на линкот на силбата автокоманда. Елизабета, повели со твоето јавување. Добро утро. Како Добро што утро. кажа, наоѓаме во автокоманда, односно во дворот на противпожарната единица во Скопје и денеска разговараме со командантот на противпожарната единица, господинот Владимир Симуновски. Добро утро. Добро утро. Од она што можевме да го забележиме од разговорот претходно, имавте бурна ноќ утринава. Па да, имавме една посериозна интервенција на булевар Босна и Херцеговина во општина Чаир, запалено возило во подземна гаража, каде што ги возбуди станарите кои што живеат во самата зграда. Се појави доста голем дим, значи имаме оваа година малце поголем број на запалени автомобили и возила. Имаше во 4 часот исто сообраќајна несреќа, тоа е као технички, ја водиме како технички интервенција на булевар Јане Сандански во кај Тобако 2 во општина во општина Аеродром. И со тоа бевме малце по смената која што беше од 19 часот до 7 часот со вајлето беше малце по разработена, да речеме, во интервенции. Пожарникарите имаат полни раце работа, како што кажавте и со поголем број запалени возила изминатиот период, меѓутоа се случуваат пожари од неисчистени оџаци. Колкав е процентот? Дали во споредба со минатите години оваа година намален бројот или зголемен бројот на пожари? Па види, последниве 2 години водиме статистиката и за тој дел во овој период на годината, значи и во делот за оџаците, за пожарите кои што настануваат од оџаци, од неисчистени оџаци, затоа што град Скопје имаше кампања баш за тоа неисчистените оџаци, да ги исчистат оџаците и дури субвенционирање на собствениците на домовите за чистење на оџаци има. Намален е трендот во тој дел на пожари, но сепак пак има несовесни граѓани кои што и покрај апелите што се давани и од наша страна и од страна на град Скопје не ги чистат редовно оџаците и пред почетокот на сезоната и после почетокот на сезоната. Од самиот гараж доаѓа до можност за запалување и многу побрзо за горење на делот од куќата. И сега периодот од годината кога беше украсено се и домовите и улиците веќе изминува, меѓутоа може ли да се потсетиме, имаше ли интервенции токму поради домашните сјалички за украсување? Па од домашните сјалички толку многу не ги имаме водено како евиденција, но од пиротехничките материјали кои што не се употребува несоодветно и не според упатството за употреба, имаше доста интервенции во текот и на новогодишните празници и во текот на новогодишната ноќ. Ако земеме за еден пример, ќе дадеме на 31.12 од 19 часот до 11.30 часот имавме 9 интервенции, од кои што повеќето беа од такви пиротехнички материјали кои што несоодветно се беа употребувани и не се палени според упатствата кои што се дадени на самите материи. Сега едно интересно прашање, не знам колку нашите гледачи знаат, меѓутоа на телефонот 193 не само што се пријавуваат пожари и помош при сообраќајки, се пријавуваат и заглавени животинчиња на кровови, кучиња, мачки. Излегувате ли во пресрет на овие повици? Не само на бројот 193, него и на официјалната Facebook страница која што има пожар на Скопје и тука сите тие здруженија кои што се за заштита на мачиња и на кучиња ја тагнуваат пожарната или звонат. Исто бројот е и за кампањата со град Скопје за пријави огнови на отворено. Командно-оперативниот центар горе е малце пооптеретен во тој дел во сегментот на телефонските јавувања и најувањето, но сепак на сите интервенции, на сите јавувања, на сите дојави излегуваме кај што може да се интервенира и да се спаси, дали било куче, дали било маче, дали било некој друго животно. Ви благодарам за денешното вклучување и ви посакувам убав ден со помалку работа. И се надевам и ние. Студио? Ти благодарам, Елизабета. Навистина Скопје има многу проблеми и со нетрпение ќе те очекуваме и утре да видиме од каде ќе се јавиш со твоите соговорници. Секако дека ќе најдеме интересна тема и за деновите што следуваат. Благодарам.